Благодарам, председателке. Почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, во изминатиот период зборуваме за кандидатите, предлози кандидати за уставен судија. Сведоци сме целиот изминат период дека е лоша постапката за избор на уставни судии. Од предложените биографии кои што ни беа предложени како од мнозинството, така и од нас, можевме за досега разгледаните кандидати да видиме за квалитетот, капацитетот и интегритетот на истите. Меѓутоа, можеме и да заклучиме дека овие предложени кандидати веќе се избрани од надвор и само стигаат во собрание да бидат аминувани од колегите од мнозинството. Сведоци сме дека се дава поддршка на партиски послушници, партиски поданоци, а не се дава поддршка на квалитетот, на капацитетот на кандидатот, не се дава поддршка за интегритетот на самиот кандидат. Почитувана македонска јавност, Уставниот суд ја штити уставноста и законитоста во Македонија. Уставот е темелот на Македонија, од тука уставните судии се врвот на правната фела во нашата земја. И затоа тие треба да бидат познати, почитувани меѓу колегите во својата фела, треба да бидат познати по објавените книги, по објавите на стручни трудови, во дневните печати, во средствата за јавно информирање, познати по одбранетите докторати, и тоа треба да биде печат, тоа треба да биде белег на еден кандидат за еден уставен судија, а не белег да биде била човекот на Филипче, била советник на Филипче во Министерството за здравство. За жал, тоа е кандидатот Тања Васич, која што го помина на оваа комисија, ја изгласавте, а карактеристиките и тоа што е познато за неа од биографијата е дека само пред 5-6 месеци има положено, односно одбрането на магистерски труд кај професор доктор Родна Живковска, која е нејзин ментор, а истата и покрај тоа што е едукатор во Академијата за идни судии и јавни обвинители, и покрај тоа што има докторат одбрането во Словенија, и покрај тоа што има многу објавени книги, и покрај тоа што има објавени стручни трудови и експертски мислења околу 16 на број, она не го помина филтерот на ова мнозинство на власта, а нејзината ученичка, која од друга страна, освен тоа што е пред 5-6 месеци одбранила магистерски труд, нема ниту еден ден поминато во судница како правник, ниту еден ден нема работено во судството. А плюс тоа па, што е обременета и го носи товарот за голем број афери поврзани со криминал, ја поврзуваат со издавање лиценци за отварање на приватни амбуланти и дека тоа кошта 10.000 евра, ја поврзуваат со давање на лиценца за отварање на приватни лаборатории со цена од 20.000 евра. Таа влегува, односно учества во изработката на контраверзниот закон за опојни дроги и психотропни супстанции, значи кандидат која што веќе одработила за фамилијата Заеви и за нивните блиски, значи кандидат кој освен обременета и со тенденција за криминали и афери не може ништо да се каже позитивно, со што би го заслужила местото за уставен судија. Помина и Фатмир Скендер, за разлика од неа, човекот работи во апелационен суд во Скопје, нема некоја циви, меѓутоа не е обременет нити со
вакви криминални учество во вакви криминални дејанија како што е Тања Васич Бозаџиева. Наспроти, незиниот ментор, значи ученикот поминува, менторот не поминува, како што реков, професор доктор Родна Живковска и нашиот втор кандидат Тодор Никола Витларов од Штип. Него Уставниот суд одлучува за согласноста на законите со Уставот, Уставниот суд одлучува за одговорноста на председателот, како тогаш Тања Васич ќе одлучува за одговорноста на председателот, кога е таа анонимус во правото. Значи, една пракса која што оваа власт ја практикува со изборот на судијката Кацарска, која што е и председател на Уставен суд, која се изучува во престижните универзитети во светот, за тоа како не треба да се води една правна постапка, незиниот случај е објавен незиниот случај со водењето на постапката за судењето од 27 април како противуставно, значи објавено е тоа во сајтот на Универзитетот во Колумбија, како противуставно парично ги казнила адвокатите и ги тргнала од местото на судењето, така што останале без бранители. Значи една пракса која што продолжува и која што има континуитет, затоа што власта не само што ги соборува критериумите за избор на уставни судии, него ги соборува критериумите и за избор за идни слушатели во самата Академија за судии и јавни обвинители. Сведоци сме како течеа изборите, користењето на софтверот на Рашковски и на сето тоа води кон тоа да власта темелито работи да си обезбеди судии која ќе ги штити нивните криминали. Денес зборуваме за нашиот кандидат Тодор Никола Витларов, кој што има едно импресивно, едно богато CV, на кое што може секој да му позавиди и да биде пример како тоа треба да изгледаат биографиите на идните кандидати за уставни судии. Имено почитуваниот професор доктор Тодор Никола Витларов има завршено правен факултет во Скопје со оценка 8,55. По положувањето на правосудниот испит работи како стручен соработник во тогашното окружно јавно обвинителство, именуван за заменик на основниот јавен обвинител во Штип во 84-та година, 97-та година именуван за виш јавен обвинител во Штип, а 2003 година реизбран и таму работи до 2008 година, избран за член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија од редот на јавни обвинители, која функција извршува до 2011 година, а од 2011 до 2013 година ја извршува функцијата јавен обвинител во Вишето јавно обвинителство во Штип и 2013 година избран за виш јавен обвинител. Значи една биографија, едно напредување по едно скалило кое што се оди баш онака како што треба, со сопствен труд, без некој да го бутка, без некој да го наградува. Понатаму, 99-та година го одбранил магистарскиот труд на тема јавно обвинителство во правниот систем на Македонија. 2006 година ја одбранил докторската дисертација на правниот факултет во Скопје на тема казнено-правна заштита од корупција и се здобива со звањето доктор на правни науки. 2008 година е избран за насловен доцент, а потоа 2015 за насловен вонреден професор. Реизбран е 2018 на катедрата за казнено право при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Тој е председател на Сдруженијето на јавни обвинители, едно
големо признание да се биде председател на Сдружението на својата фела, член на извршен одбор на Сдружението на казнено право и криминологија, како и председател на собранието на ова Сдружение. Член на евалуциониот тим на Република Македонија во групата на земји членки во Советот на Европа во борбата против корупција Греко. Значи, не само признаен во рамките на својата држава, него и меѓународно признат од колегите. Активно вклучен во работните групи на Министерството за правда за изготвување на измени и дополнување на Кривичниот закон, на новиот закон за кривична постапка, на законот за јавно обвинителство, на законот на Советот на јавни обвинители. Се наоѓа на листата на ОПСЕ, на домашни експерти од областа на казненото право. Во оваа својство учествува во изготвување на анализи, држи едукации, посебно од областа на материјалното и процесното казнено право. Вклучен во активноста како постојан едукатор на Академијата за обука на судии, идни судии и јавни обвинители, како на почетната, така и на континуираната обука. Во организацијата на програмата на ОБДАТ при амбасадата на САД во Македонија има завршена обука нита за акузаторна постапка. Во организација на оваа програма ангажиран како едукатор за новиот закон за кривична постапка, како и на теми од областа на зајакнувањето на капацитетите на правосудните органи во борба против корупцијата. Во текот на 2015-2016 година во организацијата на амбасадата на САД во Република Хрватска, како представник на нашата држава, учествува во регионалниот тим на државите од Југозападен Балкан за изготвување на заеднички карикулум за едукација на судии, јавни обвинители, адвокати и полицајци за Европската конвенција за човекови права. Во ова својство, освен за едукација во Република Македонија, ангажиран бил и во Косово. Значи, многу богато циви, кое македонската јавност треба да слушне. Во 2017 година назначен за член на Етичкиот совет на јавни обвинители во Република Македонија и избран за негов председател, а во моментот е член на овој совет. Значи, вакво признание од својата фела, од своите колеги, да се биде председател, да се биде член на советот, не може да го заслужи секој. Досега има објавено повеќе стручни трудови од областа на казнено-процесните и материјалното право во Македонската ревија за казнено право и криминологија, безбедност, судска ревија и така натаму. Коавтор на коментарот на Законот за кривична постапка, издаден во 2018 година од страна на ОПСЕ, во мај 2019 година избран за председател на Сдруженијето на јавни обвинители на Република Македонија, а мај 2019 година избран за член на извршниот одбор на Сдруженијето за кривично право и криминологија. Од септември 2021 година член е на член е на дисциплинската комисија за утврдување на одговорност на јавните обвинители во вршење на јавно обвинителската функција и нејзин председател. Па ако овој човек не заслужува да биде уставен судија на Уставен суд, заедно со професор доктор Живковска, заедно со Саво Климовски, јас не знам кој друг треба да биде на тоа столче. Колеги, ве повикувам, нека се разбуди гласот на разумот кај вас. Имате уште време да се коригирате, да бидат повлечени тие кандидати кои досега ги изгласавте и за кои сме сигурни дека те ќе го изгласате, обвинителот Јовевски, кој за волја на вистината, освен тоа што прекјутуваше за сите афери и криминали кои што се случуваа во изминатиот период, друго ништо не работеше. Сега малце се истакна заради уставното место, па
ја суспендира Вилма Русковска заради тоа што требаше да ги обвини и Оливер Спасовски и Муа Реми, па малце се разработи, инаку освен што ќутеше за сите афери и скандали и криминали, друго ништо не работеше. Така да, ако оваа работа од 40 години во фелата, експерт во својата област не заслужува да се биде кандидат, навистина имаме голем проблем. Значи, тој има издадено, професор доктор Тодор Никола Витларов има издадено 12 книги, 36 стручни трудови, има докторат од областа на правото, судството, обвинителството и ова се критериуми за истакнат правник и покрај тоа што не се точно наведени. Меѓутоа, ако видиме наназад во нашата држава, кој се седел на тоа столче во Уставниот суд, ќе се види дека сите тие кандидати, односно сите уставни судии, имале објавени книги, имале стручни трудови, имале одбрането докторат и биле почитувани од својата фела. Наспроти, вашите кандидати, кои што нити имат објавени книги, нити имат стручни трудови, нити имат докторат, а од друга страна, тоа, колеги, вашите кандидати, кандидатите кои што веќе се избрани пред да влезат во собраниска процедура, се олицетворение на власта, се огледало на власта. Затоа, уште еднаш ке повторам, нека се разбуди гласот на разумот кај вас, имате време, може да гласате спротивно од тоа што досега сте гласале. Реков дека е автор на повеќе книги, ќе спомнам само некои, јавно обвинителство во правниот систем на Македонија, автор на книгата Репресија и превенција на корупција, автор на Казнено право, посебен дел со примери од практиката, автор на Казнено право, општ дел, применета програма, коавтор Правосуден систем на Република Македонија, коавтор Системска анализа за законската рамка и соработка меѓу надлежните институции во борбата против организираниот криминал, можда па заради тоа што е таков експерт во својата област, па затоа и смета и на власта. Коавтор на збирка Судска одлука, Казнено правна заштита на изборниот систем, перспектива на домашна правна рамка за спроведување на изборите и многу други, реков уште 36 стручни трудови, македонската јавност треба да слушне за нив, еве, например, даночно затајување, улогата на јавниот обвинител во откривањето на организираниот криминалитет, барање за собирање на потребни известувања, положбата на јавниот обвинител во правниот систем на Република Македонија и препораките на Советот на Европа, казнена политика низ призмата на генералната превенција на казната. Понатаму во судиска, има уште многу, само по некои ќе спомнам, во судиската ревија автор на објавените стручни трудови, кривично гонење во правниот систем на Англија, јавноста и јавното обвинителство 2000-та, специјалните истражни мерки во борбата против организираниот криминалитет, законодавното искуство во Република Хрватска во борбата против организираниот криминал, кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 од Кривичниот закон во судската практика, 60 години од јавно обвинителство во Република Македонија, конфискација и привремени мерки за одземање на имотна корист од кривично дело, казнени мерки за заштита на правата од член 3 од Европската конвенција 2006, автор на објавените стручни трудови во други списанија, импресивно циви и вистински кандидат за уставен судија. Благодарам.